20 часот, централен дневник на К1 телевизија. Ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кога одбележаа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. Нови 10.000 работни места предвидува новиот оперативен план. 15 март е крајниот рок да се поднесе годишната даночна пријава во УЈАП. Продолжува меѓународната соработка помеѓу Кавадарци и градската општина Пантелеј од Ниш, Република Србија. Според првиот човек на Агенцијата за вработување Владко Поповски, оперативниот план за вработување ќе придонесе да се отворат нови 10.000 работни места. Тој истакна дека досега како успешни се покажале проектите Македонија 1 и 2, како и проектот за млади до 29 години. Оперативниот план во Македонија ќе донесе нови 10.000 работни места. Станува збор за 11-ти поред план кој го спроведе владата предводена од ВМРО ДПМНЕ и ќе придонесе за намалување на невработеноста во државата, креирање на активни мерки за младите и поддршка на малите и средните предпријатија. Во денешното гостување во телевизија Нова, директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски потенцираше дека само во 2016 година оперативниот план и програма донесе околу 8.400 работни места во Македонија. Само за 2016 година оперативниот план за активни мерки и програми донесе некаде околу 8.400 работни места. Што тука не влегуваат работните места преку Македонија вработува 2 или Македонија вработува 1. Туку чисто само од мерките кои што се директно наменети, значи кон оние работодавачи и невработени кои што бараат екзистенција, односно бараат да се докажат како бизнисмени или пак да најдат работа преку другите типови на обуки со субвенција или субвенција или обука како познат работодавач. Мерката само вработување вроди со плод во изминатите 10 години, рече Поповски. Ако низ овие 10 години, само преку мерката само вработување со грант, се отворени некаде околу 8.608 компании. Во овој момент се, да кажеме, активни околу 5.650. Имаме една добра бројка од над 100 компании кои се повеќе од 20 вработени. И што ни дава уште поголем мотив дека добрата идеја, помошта на компанијата во доразвивање, преку сите оние системи кои што ги поседуваме, преку Агенција за предприемаштво кои им дава добри идеи и изработува бизнес планови, преку нашите експерти кои што се во центри за вработување кои што ги следат и нудат што наредно да користат за да порастат уште повеќе. Така да веќе се вклучија и другите државни институции кои што почнаа да помагаат, значи во делот на активација на населението. Со проектот Македонија 1 и 2, како и со мерката за млади до 29 години, во Македонија се вработија повеќе од 32.000 лица, потенцираше Поповски. Македонија 1 имавме добар процент, 18.900 работни места за само една година. Значи од таргет група 29, 35, 35, 50, 50, над 50, над 58 и оние ранливи категории. И мора да не забораваме мерката прва која што ја имплементиравме 2014 година, тоа е мерката за млади до 29 годишна возраст со ослободување една година од социјални придонеси. Така да и таа мерка даде некаде уште 8.000 работни места. Значи грубо околу 31.000 работни места имаме сега формирано само со овие 3 законски решенија. Поповски додаде дека Агенцијата за вработување и понатаму ќе продолжи да креира нови мерки за вработување, се со цел да се намали процентот на невработеност во државата. Првиот инвеститор во индустријска зона Мамутчево наскоро ќе биде објавен по формирањето на новата влада. Станува збор за површина од 47 хектари која беше дадена на користење преку Министерството за земјоделие. Истакна на пресконференција градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Општина Велес за скоро време ќе го објави првиот инвеститор во индустријската зона Мамутчево. По формирањето на владата, локалната самоуправа и официјално ќе ги објави парцелите за продажба согласно законските определби. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев потенцира дека целата површина беше дадена на користење преку Министерството за земјоделие. Општина Велес направи проценка, односно преку Бирото за судско вештачење, колку треба да се обештети до тогашниот корисник. Бидејќи ги завршивме сите процедури околу
донесувањето на плановите, на усвоен планот, нели, по сите фази, онака идено решение и така натаму. На Совет е поминат во Министерството за трансфер врски, се е расчистено и со господјата, собственичката на фирмата што го користеше тоа земјиште, и тоа земјиште е комплетно во собственост на општина Велес, сега е градежно земјиште, на мене тоа земјоделско пренамена имаме во градежно. Се е завршено. Во индустријската зона Мамутчево станува збор за површина од 47 хектари. Истата нуди неколку поволности за индустријските капацитети и тоа брз пат, железничка пруга и вода. Петнаесети март е последниот рок за граѓаните да поднесат годишни даночни пријави во Управата за јавни приходи. Годишната даночна пријава може да се превземе од веб страницата на УЈП. Истата е бесплатна и треба да се печати во 2 примерока. Валентина Михайловска ги има деталите. Најдоцна до 15 март 2017 година, граѓаните имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава, доколку во изминатата 2016 година, освен плата или пензија, или приход од земјоделска самостојна дејност, оствариле и дополнителни приходи од кири и авторски права, индустријска собственост, исплатени дивиденди, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, поединечна добивка од општи игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници, интернет, лични примања од странство за активности поврзани со работењето во земјава и други дополнителни приходи надвор од редовната плата или пензија. Работодавачот има обврска на вработениот да му издаде збирна пресметка во која ќе бидат искажани вкупните износи на исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2016 година. Годишната даночна пријава е бесплатна и може да се превземе од веб страницата на Управата за јавни приходи. По пополнувањето на податоците, пријавата се печати во 2 примерока. Доколку се одлучите вашиот образец да го испратите преку пошта, испратете 1 примерок, но доколку одлучите тоа да го сторите преку шалтерите на Управата за јавни приходи, треба да донесете 2 примерока. Стои во напомената на веб страницата на Управата за јавни приходи. Поддршката за земјоделците продолжува понатаму. Субвенциите се добредојдени за секој земјоделец во општина Лозово, вели првиот човек на општината Орце Цветковски. Прилог на колешката Сања Левкова Ангелова. Во општина Лозово живеат 2857 жители. Дел од нив се занимаваат со земјоделство. Најчесто земјоделците се занимаваат со одгледување на тутун и со лозарство. Субвенциите кои ги доделува владата на Република Македонија се максимално искористени од земјоделците во општина Лозово. Лани државата на 90 индивидуални земјоделци додели по 3 хектари државно земјиште. Првиот човек на општината Орце Цветковски вели дека субвенциите се добредојдени за секој земјоделец во општина Лозово. Лани во март месец имаше оглас и на огласот се пријавија 140-150 луѓе, од кои 90 луѓе, значи зедоа земја по 3 хектари. Остатокот од земјата која што е, значи ќе се дели во оваа година и ќе има плюс нови 150 хектари државно земјиште во аторот на село Џематово, кој ќе се дели на граѓаните на општина Лозово. Кога станува збор за земјоделството, владата на Република Македонија и понатаму останува да ги поддржува земјоделците. Токму субвенциите се тие кои им овозможува на македонските земјоделци да го одржат и наградат своето производство. Продолжува меѓународната соработка помеѓу Кавадарци и градската општина Пантелеј од Ниш, Република Србија. На прием кај градоначалникот Александар Панов беа представници од оваа општина. Воедно се одржа и состанок помеѓу директорите на 2 основни училишта, едно од Кавадарци и едно од Пантелеј за понатамошна соработка.
Пред точно една година општина Кавадарци доби нов пријател за меѓународна соработка и беше подпишан меморандум за збратимување со градската општина Пантелеј од Ниш, Република Србија. Последна година делегација од општината Пантелеј го посети градот Кавадарци и се сретна со градоначалникот Александар Панов. На средбата се разговараше за воспоставување на соработка на полето на културата. И еве, за да ги интензивираме тие пријателски и побратимски релации, до општина Пантелеј упатив покана да ни бидат гости на овој свечен ден за Кавадарци и навистина се заблагодарувам од името на целиот град. Ние веќе се запознавме, неколку пати сме се виделе, сум бил таму, тие беа тука. Сега еве имаме средба на двајца директори од основните училишта, разговараме за првите чекори во делот на воспоставување на културните релации помеѓу двата града. И се надевам дека следниот состанок ќе биде на тема бизнис, односно на тоа кои се предностите на Пантелеј и на градот Ниш. Представници од образованието и од локалната самоуправа на Пантелеј разговараа со градоначалникот Панов, советничката за образование Зорка Вачкова и директорката на основното училиште Тошо Велков Пепето Ѓургица Алексова за заедничката соработка да започне токму од ова училиште. Отприлike годину дана практично у том процесу. Ние сме една година заедно во меѓународната соработка. Еден збратимен народ, пријателска општина со која навистина сакаме да соработуваме. Она првото на што сакаме да воспоставиме соработка е културата, па може и спортот, а подоцна контакти и со бизнис заедницата. Тука е и лозарството. Ние сме познат регион по лозарство во бивша Југославија. Вие засега не надминавте, но се надевам дека ќе ве стигнеме, благодарение на таа заедничка соработка во лозарството. Mi smo poznat kraj u staroj Jugoslaviji po vinogradarstvu. Секако при вакви соработки, приоритет на општина Кавадарци и градоначалникот Панов е воспоставувањето на економски врски. Општина Велес продолжува со поддршка за младите писатели. Многобројните значајни литературни и културни манифестации ќе се реализираат и оваа година, кои се поддржани од Министерството за култура со средства од државата. Велес бил и ќе остане градот на културата и поетите. Локалната самоуправа со поддршка за младите кои се дружат со пишаниот збор. Доказ за тоа се многобројните културни и литературни манифестации кои се целосно поддржани од општината. Клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес од ден на ден се збогатува со млади писатели. Младата поетеса Викторија Петревска вели дека освен поддршката од локалната самоуправа, значајна е и поддршката од родителите. Потребната поддршка од клубот на писатели, таа мотивација која што ќе ти ја дадат тие луѓе таму, таа љубов и таа взаемна почит и разбирање, поддршката секако од библиотеката, од локалната библиотека и сите библиотеки дели на кои што сме самите ние членови, поддршката од општината. Значи, колку општината ги признава сите тие литературни настани, сите тие објавени стихозбирки и објавени прозни дела. Младите писатели се целосно поддржани и од Министерството за култура. Со средства од државата и годинава ќе се реализираат многобројни значајни културни манифестации, како во Велес, така и во останатите градови од Вардарскиот регион. Според првиот човек на Европскиот здравствен потрошувачки индекс, професор Арне Бјорнберг, Македонија е единствена земја која ги намали листите на чекање за закажување прегледи, со тоа што системот Мој термин е отворен за секој матичен лекар. И секој лекар може по електронски пат да закаже специјалистички преглед или снимање. Тој системот го оценува како светски признат кој дава успешни резултати. Вести од Македонија. Вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски истакна дека европска стабилност нема да дојде чекајќи ја од други, туку преку наша соработка со соседството на 53-та Минхенска безбедносна конференција, која овој викенд се одржува во Минхен, Германија. Истата е посветена на промените во односите во светски рамки со фокус на европското опкружување. Постои процес на редефинирање на односите глобално. Криза околу Европската Унија значи намален апетит за интегрирање на нови членови. На Балканот и во Македонија би биле наивни ако веруваме дека некој друг ќе ни извезе предвидливост и ќе не протурка до Европската Унија,
Одговорот е дека треба да се преземе одговорност и иницијатива за соработка во економија, безбедност и политичка координација. Само така ќе ги убедиме своите граѓани и граѓаните на Европската Унија дека ние сме реален фактор за европска стабилност, а без неа нема одржлив економски развој, нагласил Поповски. Министерството за образование и наука доделува 300 научни субвенции во висина од 30.000 денари. Станува збор за стимулативна мерка со која се обезбедува поддршка и потик за објавување на научно-истражувачки трудови на домашни автори во меѓународни научни списанија со фактор на влијание. Конкурсот е објавен на интернет страната на Министерството за образование и наука и може да аплицираат лицата кои објавиле научен труд во 2016 година од областа на медицината, природно-математичка област, техничко-технолошката, биотехничката, хуманистичката и општествената област. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека овие субвенции се еден вид награда за вложениот труд и стимулација за континуитет во заложбите, но и мотивација за сите останати научни работници. Имплементацијата на оваа стимулативна мерка започна во 2012 година и досега се доделени над 1000 научни субвенции. Конкурсот трае до 24 декември оваа година. Италијанската полиција во пристанишниот град Анкона заплени 10 тони марихуана шверцувана од Албанија. Според полицијата, дрогата била скриена во камион кој бил натоварен со железо, а ја откриле кучиња обучени за тоа. Уопштен е возачот албански државјанин. Според полицијата, крајната дестинација на дрогата бил град во северниот дел на Италија. Истрагата за оваа акција продолжува во двете земји, Италија и Албанија. Следуваат останатите вести од светот. Ватикан замрзна околу 2 милиони евра сомнителни пари минатата година во рамки на борба против перење пари, објавена од папата Франциско. Средствата се во висина од околу 13 милиони евра замрзнати меѓу 2013 и 2016 година. Лани службата за финансиска контрола на Ватикан соопшти дека затворила речиси 5000 сомнителни сметки во рамки на 3-годишна истрага за работењето на банката на Ватикан, која претходно беше дел од скандал во 80-тите години од минатиот век. Во понеделник на сила ќе стапи примирието меѓу проруските сепаратисти и украинската армија во источните делови на Украина, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Договорот за прекин на огнот е постигнат на безбедносната конференција во Минхен меѓу министрите за надворешни работи од нормандиската група Украина, Русија, Германија и Франција. Според Лавров, договорот е позитивен, но не е постигнат значителен напредок за време на средбата. До својот втор златен медал стигна австрискиот скијач Марсел Хиршер на светското првенство во Сент Морис. Вркајќи ја светската титула во слалом пред својот австријски сонародник Мануел Фелнер. Хиршер беше побрз 0,68 од Фелнер. Феликс Нойройтер го заработи единствениот медал за Германија на шампионатот, завршувајќи 0,93 секунди за својот стар ривал Хиршер. Австриецот од Сент Морис си заминува и со првото злато во велеслалом по 2 сребра и сребро во комбинацијата. Следуваат останатите вести од спортот. Салата Јасмин уште еднаш се покажа како не освоива тврдина. Овој пат во печката на Фени изгореа металците од аеродром Скопје. Тимот на МЗ беше апсолутен фаворит за освојување на Лимак купот на Македонија, но играњето пред домашна публика за кавадарчани имаше и текако значајна улога. Во крајно неизвесен надпревар Фени Индустри го победи МЗ со полакош разлика, односно 80:79. Одигравме 40 минути максимално залагано, максимално борбено, каде што имавме многу падови во играта,
па како имавме падови, така и се воздигнувавме, но сепак добивме еден, мислам по моје дека е најквалитетен противник во македонското првенство. Многу ми е мило што после 11-12 разлика пак се вративме и покажавме дека оваа екипа составена од млади играчи со некои си малце постари играчи може да се надпреварува и може да игра како во нашето првенство, така и во Балканската лига. Знаевме дека имзете е многу квалитетен противник, имаат јаки центри, јаки бекови, добра ротација и знаевме дека единствен начин за да ги победиме е со пожртвувана енергична игра и сето тоа го прикажавме на теренот. Почувствував дека денес дека можам да дам свој допринес во овој надпревар и едноставно не знам. Дадов све од себе дадов и на крај тоа се сплатеше. Кошаркарите на МЗТ Скопје беа во шок по завршувањето на мечот со Фени Индустри. Избраниците на Анте Назор ни самите не беа свесни што им се случи, откако прокоцкаа предност од 4 поени за 24 секунди, па го загубија трофеот во Купот на Македонија, пропуштајќи ја можноста да стигнат до 9-тиот пехар и да се израмнат со работнички како најтрофејни во ова надпреварување. Очигледно е дека сме разочарани со крајниот исход. Дојавме со цел да победиме и да го освоиме купот, но не успеавме во таа намера. Морам да им честитам на кошаркарите на Фени за одличната игра и да им посакам среќа понатаму во купот. Нам ни преостанува да се фокусираме на АБА лигата, каде не чекаат 3 важни надпревари за опстанок, а потоа и во домашното првенство, каде ќе мора да одбраниме титулата и да се искупиме за елиминацијата од купот. Им честитам сосема заслужената победа на Фен Индустри. Тие одиграа многу добро, особено во последните неколку минути кога погоди 11 тројки. Ние го контролиравме надпреварот во првиот дел се додека не ни се повреди првиот плеймейкер. Вчера останавме без Клов, денес без Ван Острум. И сигурно дека нашата игра без двајца важни играчи не можеше да има нормален тек. Тука не затекна противникот. Беше егал завршница и ние фактички примивме 5 поени во еден ист напад со тројка и 2 слободни фрлања. Последниот напад не можевме попаметно да го одиграме. Мора да признам дека Фени беше посреќен тим денес и уште еднаш сакам да им честитам победата. Пош Соколи втора година поред обезбеди пласман во финалето од Купот на Македонија, откако АБА лигашот вчера славеше во пресметката со работнички со убедливи 92-78. Соколите добро го отворија надпреварот, а потоа покажаа и квалитет и искуство, знаејќи како да ја одржат позитивата до самиот крај, погодувајќи неколку значајни шутеви во моменти кога работнички опасно се приближуваше. Оваа генерација имаше не така лесна задача да го повтори успехот на минатогодишната, која дојде до финалето и избори АБА лигата. Затоа посебно ми е драго што успеавме да се пласираме во финалето и да се бориме за трофеот. Важна работа беше тоа што работнички вчера имаше многу потешка задача. Тие се ривали со Куманово и сигурно се потрошија во очи денешниот меч. Тоа ние го знаевме и затоа штеевме некои кошаркари вчера, а игравме на поголем број на поседи во текот на денешниот меч, како би искористиле сужината која имаме. Мислам дека успешно ја завршивме задачата и заслужено се пласиравме во мечот за титулата утре вечер. Прво сакам да им честитам на екипата на работнички за нивната подготвеност за овој надпревар. Се бореа стварно добро, се бореа до самиот крај. Меѓутоа мислам дека подолгата клупа наша исто имавме добро бевме мотивирани да влеземе во ова финале. Нашата цел ја исполнивме. Ги исполнивме задачите што ни ги кажа, што ни ги зададоа тренерите. Утре не очекува тежок надпревар. Било кој да победи од екипите на Фени МЗТ Скопје, тоа ќе биде тежок надпревар и ќе има голема борба, бидејќи сите сака да го мислам и двете екипи ќе сака да го освојат пехарот на Купот на Македонија. Се надевам дека ќе се одмориме до утре и ќе се прикажеме во уште подобро светло денеска. Во надпреварите од женска конкуренција, кошаркарките на Вардар беа поуспешни од Пелистер во вториот полуфинален дуел. Со победа од 67 спрема 46, Вардарки си закажаа финална пресметка против Бадел и директна шанса за симнување на клубот од тронот на кој царува 3 години во низа.
Времето денес претежно облачно со повремен дожд, интензитетот на врнежите е слаб до умерен. Деневната температура се движеше во интервал од 3 до 11 степени, а од утре слично време на денешното, но малку постудено, особено во утрата. Да го погледнеме графичкиот приказ за подетелни информации. Ова беше последната информација за овој дневник. Останете со програмата на Каден телевизија. Пријатно!